Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Собранието Талат Џафери. Господинот Џафери, при неодамнешната посета на еврокомесарот Оливер Вархеи во Скопје, тој порача дека Собранието има клучна улога во обезбедување на независност на сите останати видови власт, преку зајакнување на надзорот на извршната власт и на разузнавачките служби. Ја заборава ли Собранието својата улога на сметка на интересите на владеачкото мнозинство? Па јас не мислам дека Собранието ја заборава својата функција по односно на сметка на мнозинството или на извршната власт. Во секој случај, во динамиката воспоставена во работата на Собранието, секако дека има приоритетни работи кои што се во законодавната постапка, а секако не помалку важна работа и надзорната функција на Собранието кон оние институции кои што според поставеноста е обврска на Собранието да ги извршува. За разлика од претходниот период, во последно време, последниве години, Собранието има направено напредок во работата при извршување на надзорната функција, заедно во соработка со донаторите, со поддржувачите од меѓународната заедница, од кои што ги собравме сите најдобри искуства, и во тој контекст се направени конкретни чекори по однос на организацијата и спроведувањето на активностите за надзорната функција. Но секако има работа се уште да се доработат некои работи кои што би ги довршиле и би ги заокружиле сите постапки и процедури за реално и навремено извршување на контролната функција. И во тој контекст ние постојано се работиме на подобрување на тој процес и на таа постапка. Но и перцепцијата на граѓаните е слична, бидејќи половина од нив одговориле дека Собранието има мала или воопшто нема контрола врз владата во анкетата спроведена од страна на Институтот за демократија. Во 2019 година во напорите за достигнување на реформските аспекти на процесот, ние донесовме пакет на закони кои што се однесуваат на безбедносните служби во реформата на истата и во надзорната улога над истата. Секако има дел од празнините во законите, но за жал секогаш се потенцираат слабостите во системот, а никогаш не се кажува оно што е добро, па оно што недостасува да се доизградува. И тогаш се добива печаток дека ништо не чини во институцијата и во тој контекст мислам дека е тоа резултат на перцепцијата, но во секој случај Собранието си ги извршува своите работи и тоа све зависи и од волјата на тие кои што директно се вклучени во системот на надзорот, подготвеноста како стручна, како техничка и исполнувањето на оно што е редоследот на нештата по однос на извршувањето на надзорната функција. Несогласувањата со Бугарија доколку не се решат може да ја одложат меѓувладината конференција со Европската унија. Како вие гледате на проблемот? Па во секој случај Собранието си го ратификува договорот и од договорот произлегуваат обврски за работа на мешовитите комисии од двете страни, кои што треба да ги разгледаат разликите по однос на поимањата кои што произлегуваат од самиот договор. Јас се надевам дека ќе рефлектират и двете комисии, веројатно сега и водени од состојбите обострано, политички, е подгрејано можеби ситуацијата превише него што е потребно, но во секој случај тоа е надлежност на извршната власт, соодветно да си ја одржува комуникацијата и да доаѓа до соодветното решење во смисла да се надминат сите тие разлики по однос на можното попречување. Јас сум пак убеден дека работиве ќе се стивнат, ќе слегнат на свое место и во декември би требало да отпочне меѓувладината конференција и паралелно после со отварањето на поглавјата, евентуални разлики по однос на потребите за надминување на разликите да се продолжи со преговарањето, со разговарањето и во тој контекст и да се изнајдат најдобри можни решенија прифатливи за двете страни. Се согласувате ли со оценката на Вархеи и во извештајот на Европската комисија дека имало значително зголемување на употребата на брзи процедури во носењето на законите? Заради потребата за исполнување на спогодбите кои што ги донесе Република Северна Македонија
заради потребата од реформскиот процес и брзината во време траењето во кое што требало тоа да се исполни, секако поради процедурите, ако се одело во редовна постапка, не ќе можеше да се стигне да се завршат сите тие постапки и процедури за да се исполнат предусловите за оно што стана и факт дека во 2020 година станавме полноправна членка на НАТО, од друга страна во март веќе добивме одредница дека до крајот на годината би требало и формално да ги отвориме предпристапните преговори. Тоа не би се случило доколку не би се одело за дел од законите во скратена постапка. И во таа агенда секако собранието требало да се реши дали ќе оди во скратена постапка на нејзина штета по однос на формалната оценка која би се давала и која што се давала на крајот на годината, или ќе оди во редовна постапка по која што резултатот ќе биде негативен по државата во целина. И ние си избравме полесниот аспект на лошите нешта во смисла поарно да биде состојбата, односно оценката послаба по однос на собранието за скратените постапки, одошто да имаше последици државата по однос на членството во НАТО и отпочнувањето на предпристапните преговори. И во таа насока мислам дека го направивме исправниот избор. Во оваа година, за жал, кажувам за жал, по формирањето на владата надвладуваат скратените постапки врзани за пандемијата. И сега пак во таа ситуација собранието е во ситуација да бира или ќе оди по секоја цена на редовни постапки, а на штета на потребите за надминување на последиците од пандемијата, или па на штета на собранието да се добива оценка дека се скратени постапки, а да се овозможат другите институции да ги исполнуваат своите обврски кон и заради пандемијата. Така да во оваа насока мислам дека состојбата е таа и причината е таа. Како вие ги оценувате мерките за спречување на ширењето на пандемијата? Не е надлежноста сега собранието да вреднува квалитативно мерки кои што се предлагат и се превземат, него е апелот да се спроведат тие мерки, да се има верба во онаа стручна фела кои што секојдневно на дневна основа ги следи сите случувања и соодветно да се спроведат. И почнувајќи од мене кој што соодветно ги спроведувам без оглед на перцепцијата и без оглед на ставот на фелата по однос на тоа што, да кажеме, не сум ризичен по однос на околината, но поради јавноста морам, и јас да се однесам како и секој граѓанин. Затоа и апелот сите заедно да ги испочитуваме правилата, тоа е за наше добро општо за сите граѓани. Откако неколку пратеници се заразија со COVID-19, изјавивте дека нема можност собранието да работи онлайн и дека ќе се следи примерот со пратеникот Арбен Зибери за гласање во посебна кабина. Но тие пратеници практично нема да може да учествуваат во расправата. Како тоа би влијаело на процесот? Сега се најдовме среде пандемија. Што се вика народот не дал Господ. Пожар. Каде ќе работи собранието ако не е санкционирано, а со уставот е тесно дефинирано, санкционирано дека собранието работи во собраниската зграда, во салата таа и таа. И што сега ќе останеме заробеници на тоа? Затоа сега кога се најдовме во оваа ситуација е неопходно да размислиме да имаме резервни правила како и на кој начин би ја извршиле нашата функција и во такви услови. А не тоа да биде замена за редовната работа. Но во секој случај пратениците, субјектите, политичките партии имат за право да имат пристап онако како што пристапиле кон ова идеја. Јас обстојувам на фактот дека ако не сега, во идно време ќе мора да имаме алтернативни решенија за алтернативна работа во алтернативни услови. За нормални услови, кој нормален човек би побарал да си работи од дома. Но ситуацијата наметнува да размислуваме и за тоа. Неодамна изјавивте дека сте против укинување на патните трошоци за пратениците и дека институциите треба да ги нотираат евентуалните злоупотреби. Според вас, големи ли се побарувањата на некои од пратениците? Пратениците ги побаруваат сhodно на законските решенија.
Значи, не може да се третира високо или ниски побарувања. Значи, соодветни на законските решенја и тука мислам дека нема никаков проблем по однос на оно што е право на пратеникот, како и на секој друг. Ја гледате дебатата околу набавките на владата по однос на возилата што ги набавуваат сега. Што и да имате решение, секогаш ќе имате и контра тоа решение. Луѓето што се бираат за пратеници се смета дека и од етички и од морален аспект имаат ниво да не дојдат во ситуација да дојдат под удар на закон. Но во секој случај има соодветни институции кои што соодветно треба да извршат и вршат надзор и над нашата работа. Па доколку има такви појави, секако, ние не сме имуни на постапките од надлежните институции по однос на евентуалните можни злоупотреби на едно право кое што е со закон гарантирано. Така да не смееме да ги мешаме тие работи и се ствара перцепција вештачки за тоа што дека баукот. Зошто ви се потребни 5 потпредседатели? Не, ја немам потреба од ниеден потпредседател како председател на собранието, него институцијата собранието сhodно на законот кој што го донело за собранието и сhodно на обврските кои што се доделени на пратениците, односно потпредседателите, извира потребата од тој број евентуално на потпредседатели. Уставот и деловникот е отворен, значи одредува минимум потпредседател, значи еден за да може да се има заменливост со председател на собранието и максимумот е оставен отворено со онако како што е развојот на институцијата. Обврската е, односно надлежноста е моја да предложам предлог одлука со број на потпредседатели. Одлука на собранието е колку ќе избират, тоа е више одлука и волја на пратениците доколку сакат да ги исполнат сите оние обврски што произлегуваат од законот за собранието, а не како потреба нечија. Колку средства дополнително ќе чинат тие од буџетот? Па тие се пратеници. Соодветно Ќе добиваат повисоки плати како потпредседатели, веројатно ќе имаат и службеници кои што ќе работат. Таа разлика, значи не е разлика која што битно влијае врз буџетот на собранието. Значи тие се во главно пратеници, основна плата како пратеник добива 0,5 од коефициентот, значи на плата има разлика од пратеникот. И во тој контекст мислам дека не е значителна разлика по однос на примањата. Кабинетот се обслужува од самата служба внатре. Дополнителни, значи, трошоци по однос на тоа нема. Ви благодарам за издвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.